Куманово ќе го добија најмодерниот плоштад со подземни решенија, пешачка зона и зеленило, рече на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник од СДСМ и коалицијата за Куманово Оливер Илиевски. Проектот за реконструкција и поврзување на двата плоштади е готов, наградуван проект во Франција, со кој се предвидува модерен плоштад, шеталиште, подземен влез од кај Народна револуција до Ленинова и од Иво Лола Рибор до Ленинова, подземно паркирање на 2 нивоа. Нашиот план и стратегија вклучува и еден проект од 2000 до 2005 година на поранешниот градоначалник Слободан Ковачевски. Тоа е модерен проект кој е наградуван во Франција. Имаме финансиска конструкција. Во соработка со централната власт, со најсовремени материјали, ќе го изградиме најмодерниот градски плоштад и шеталиште во државата. Проектот предвидува и подземно паркирање на неколку нивоа, со што кумановци ќе добијат модерно паркиралиште. Зелената агенда е на сила и на овој проект. Предвидено е раскошно зеленило, урбана опрема и естетски елементи, хортикултурно уредени површини, како и 26 фонтани. Изминативе повеќе од деценија бевме под немилост на режимската власт, која не го сметаше Куманово нити како град во државата, и од која добивме само 2 тениски игралишта и 7 километри автопат. Одговарајќи на новинарски прашања за висината на долговите на општината, прашање кое се провлекуваше на дебатите, Илиевски рече дека не треба да се манипулираат граѓаните со податоци и нафрлени бројки и нагласи дека треба да се користат официјални документи на институциите. Во 2018 година се зборуваше дека тој долг е 17 милиони евра, во 2019 дека е 12 милиони евра, сега зборуваме за некоја бројка од 11 милиони евра, така да во 2018 година, на почетокот на 2018 година, е пријавен долг од 4 милиони евра, близу 4 милиони евра. Тоа е официјален документ кој е доставен од општина Куманово до владата, од кои 2 милиони евра се вратени од страна на владата, а 2 милиони евра се вратени од страна на општината. Тука рече Илиевски, влегуваат извршните решенија и се до нивното издавање влегува каматата на долгот од претходниот период. Водовод Куманово, како јавно предпријатие, во 2017 година по завршна сметка должи 7 милиони и 300 илјади евра. Во моментов, после 4 години, Водовод Куманово должи 8 милиони и 300 илјади евра, што е за 1 милион евра повеќе од 2017 година, додека јавното предпријатие Чистота и зеленило должи 1,2 милиони евра. Другите јавни предпријатија се со помали долгови и истите се слични како во 2017 година. Така да, треба да се каже дека на примопредавањето општина Куманово имала долг од 700.000 евра по тековни обврски, а додека другите се со извршни решенија со се камата која се по тие извршни решенија. Така да оперативниот буџет на општина Куманово за 4 години бил 14 милиони евра, од кои 12 милиони евра требало да се инвестираат во Куманово. Во идниот период, најави кандидатот на СДСМ, се ќе се анализира во општината и лично нагласи не гледа инвестиции од 12 милиони евра направени од општината, освен кружниот тек и катната гаража, а останатите вложувања во образованието и спортската инфраструктура се буџетирани од централната власт.